Сите инспектори од Државниот просветен инспекторат денеска и утре на терен ќе се истражува дали училиштата учествувале во организирањето на децата за Бадниковата поворка. Од Министерството за образование за телевизија 24 велат дека инспекторите ќе утврдуваат дали е прекршен членот 11 од Законот за основно образование, според кој во основните училишта се забранува политичко и верско организирање и дејствување, како и истакнување на партиски и верски обележја. Сите инспектори денеска излегоа на терен на вореден инспекторски надзор по барање на Министерката за образование и наука. Денеска и утре ќе се истражуваат училиштата од градските средини на целата територија на Република Македонија. Целта е да се испита дали е прекршен членот 11 од Законот за основно образование, односно дали постоело евентуално верско делување во училиштата. Велат од Министерството, во меѓувреме, фактурата за искористениот превоз од ЈСП стигна до организацијата Бадникови поворки. Од Сдруженијето за телевизија 24 потврдија дека фактурата од околу 900 евра за искористените 18 автобуси пристигнала до нив. Локалните власти остануваат на ставот дека не ги прекршиле начелата на секуларност и дека нема злоупотреба на децата, иако се појавија мејлови во кои се вели дека општината заедно со училиштата ќе земе учество во манифестацијата. Градоначалникот на Киселавода Филип Темелковски вели дека општините и училиштата учествувале единствено во информирање на родителите. Сметам дека ние како општина, ниту училиштето во никој дел го немаме повредено законот или уште помалку па сме се мешале во ингеренциите на црквата или па црквата во ингеренциите на општината и на училиштата. Знам дека и на територија на општина Киселово да беа пуштени инспекторите. Сметам дека тоа е правилен чекор. Локалните власти се повикуваат и на зимскиот распуст, кој според нив го невозможил верското дејствување во училиштата. Детската амбасада Меѓаши прва реагираше на масовната Бадникова поворка. Тие ја оценија поворката како популистичка манипулација со децата преку традицијата и обичаите, а најзагрижувачки според нив се индициите дека основните училишта и локалните власти учествувале во организацијата.